Иако се смета дека живееме во цивилизирано општество со демократски одредби, сепак е висок бројот на жртви на насилство, физичко или психичко, покажуваат последните статистики на институциите, но и невладиниот сектор кој работи на оваа проблематика. Денеска Битола, односно Широк Сокак, беше обоен во портокалово од страна на жените на Зонта клубот од Скопје и Семпер Битола Сдружение за еднакви можности во рамки на 16 дена активизам посветени на борба против насилството врз жените и девојчињата. Оваа година за прв пат сме поддржани од УСАИД Македонија, за да можеме да го организираме женскиот портокалов автобус. Тој автобусот со кој што туку дојдовме и денеска ќе се обидеме да ја обоиме Битола, односно Широк Сокак во портокалова боја, како што гледате од автобусот па се до портокалите и целокупниот промотивен материјал. Целта е да се стигне до што повеќе поголем број народ, да се испрати пораката дека тишината треба да биде прекината и дека треба да се стави точка на тишината за насилството врз жените и девојчињата. И годинава бројката на жртви е на повисоко ниво од лани на ниво на држава, но и во Битола. На ниво на Република Македонија, во изминатата година, овие се податоци од Министерството за труд и социјална политика, вкупната бројка е 999, од кои 789 се жени, останатите се мажи и деца. За сега од контактите со надлежните институции, сектор за внатрешни работи и Центар за социјална работа зборува дека за мала бројка е поголем. Изминатата година имавме 208 кривични дела во случај на семејно насилство, од кои 187 беа повторно жртви жените, а 27 беа мажи. Насилството е застапено и во физичка и психичка форма. Годинава поприсутно е психичкото со дури 660 пријави до јуни месец. И во овој случај жените предничат во однос на мажите. Маршот започна од Магнолија низ Широк Сокак до домот на армијата во Битола.